корупција и мито, болка стара од времето на Тито. Поминува решето и сито, ги прави пепел сите од овде до Еквадор и главниот град Кито. Како го прават бе она со цела банана по филма и што сум го гледал да мојва мата. Ке судам, неам тренинг, за све треба тренинг, затоа велам треба да се тренира. Да мојва матер јас со банани. Уште 3 кила банани, најдов леле мале успајзан, од тие крадените од Мики мајмунчено што ги украдов. 2 месеци кусур банани јадам. Довде ми дојде, греота ми е ке скапат, затоа јадам банани по цел ден. А мојваш матер, што късмет има. Мама кој ќе ми текне, таму у Сомалија леп нема да јадат ја банани крадени. Ја им викав на комшиве, не дека сум циција. Абе му крадов на мајмунчено Мики, сите банани му ги крадов, да ви поделам, не, никој не ќе да чуе да земе, вика, тоа е арам, вика, арам банани се тие, крадени, вика, бере, баксус ке нафати, лепке нема да јадеме. И затоа мене греф ми е, не ќем ко фрлам храна. И само банани јадам. Гледаш со банани, више не знам што да правам. Не ми давајте идеи што да правам со банани. Нео. Има причина зашто пак се јавам така брзо. Шетам сисе преска. И го сретнуем господин Иштван. Не му е така вистинско име, ама ја ќе го наречам господин Иштван. Шо бреш, кај си она? Седнуеме на едно место, не работеше. Ама заради мене, што ме знаат, ми дозволија да седнеме, нема ништо, нема како ни да ти наплате, али кафенце, ова, она. Затворено местото. И добро, и правам обед со Иштван. Ја му викам, човек, викам, шо ке кажеш на тоа кој ти кажам, дека мене, ова, викам, паѓањево од власт на Орбан, ми личи како сам себе да си го смести. Демек намерно као да направи да изгуби, затоа што оно што го гледав, што го пратев анкети, репортажи од Дојче Веле, Мојче Веле, Чичко Веле, Дрогерија Веле и така натаму, све го кажуваше дека народот, обичниот народ Унгарија си го сакаше Орбан. И одеднаш загуби без халабука, нешто многу не изгледаше ни тажен, честиташе победо. Викам, мене ми изгледа, викам, кој сам себе, викам, кој намерно да препушти власта. И Иштван вака ме гледа и се смешка. Ја му викам, шо правиш? Вика, just look at my funny face. И ми се смешка. Ја контам шо ми кажува и му викам, аха, добро. Значи, викам, до негде нешто сум набодел кој што треба. Зошо бе, викам, со него се знам неколку години така. Ретко се гледаме, ама така некад ќе се видиме и така. И викам, зошо бе, викам, лесно би пропуштил, ја препуштил, вика, власта сега. И Иштван ми вика, па, она вика нешто што се, знаеш како збора, нешто вика што иде натака работа, вика ќе има големи срања во Европа, набрзо. Европа ќе потони у големи срања и најверојатно типчето како што све претходно погоди што ќе се случува, па на време им кажуваше на европјаниве што треба да направат, они го правеа диктатор и ништо не му верува и на крај све излезе што им кажа. И на крај им се помачу супата кој рече, ја на Путин санкции не му ставам, ако можете да ми даете нафта и газ, да ги подмирам националните потреби на мојот народ, окей. А ако не можете да ми обезбедите толку нафта и газ, извинете, на Путин санкции не му прави, така си го предизвика гневот на да ти ебам бананите, да ти ебам.
и мајмунчето Мики и кур се тресе. Да ви докажам. Види. Викам, и што срања бе толку? И он па прави funny face ми прави. Демек, ти кажувам Кирко ти се знава. Битно, муабетот му беше у меѓу редови, Европа ќе влезе во таква криза, во такви проблеми ќе се ували, што веројатно вика ова меѓу редови ви кажам што збореше, не збореше вака, веројатно овој добро процени дека во таа ситуација сите ќе го јадат и реши на време да се повлече, да им остави на тие другите што ќе дојдат, да ги попапаат сите лајна, што треба да се попапаат, за веројатно он да се врати на некои предвремени избори на власт. Генерално, ова требаше да значи тоа, нешто што ја малце го интуирав, малце ми беше кажано. Така што, уште тогаш повеќе загрижува сеирџиството и како се вика тоа, како се вика се тој збор не ми текнуе, кога се ситиш на некоја мака, кога се ситиш на нечија мака поправо. Како што тоа го прават овие од СДС со нивните невладени организации, сателити, со нивните продолжени рација на ЦИА-МИА, нормално маскирани во невладините организации, кога се радуваат затоа што Орбан паднал од власт, а самите несвесни дека се наоѓаат на некој начин на брод кој што тоне. И сега они му се смеат на типот што решил пред време да го напушти бродот со чаме за спасување и да му ја кидне, да не потоне со се него. Како што реков и Сабајле, нивната, не знам како да кажам, нивната сулуда логика да го поврзуваат падот на Орбан со падот на Мицковски е патолошка на некој начин. И сериозно треба со тој феномен да се позанимаваат некои други ликови, пак ќе кажем со медицински дипломи, кои што треба да го објаснат тој феномен. Да верувам дека така од небо ќе ми биде дадено да дојдам на власт само затоа што некој тамо на 1500 километра од тука или на 1000 и кусур километра од тука, рецимо на 1200 на 1000 километри од тука, паднал од власт. Некој лидер на на држава од Европска унија. И неговиот пат да го поврзуваат со тоа што по некој домино ефект ќе падне и тој што е лидерот на државата пред него, тоест под него, гледано на карта, па дури после ќе падне и третиот што државата по таа на вториот државата. Или гледано на карта. Тоест дека ќе падне и Мицковски, дека тие од небо без да мрднат со мал прст ќе им дојде наградата да дојдат да бидат на власт. Нема тука, значи, они не го имаат упредвид факторот народ, гласање, моментални околности, контекст на живење, моменталната моќ на партијата на власт, моменталните позиции, рейтингот што го има партијата. Не, сето тоа се турка по тепих, али битно е Орбан што паднал од власт. Ама нормално тука не анализираат, не се ни обидуваат да си одговорат на прашањето како тоа тип кој што вистина долго владее во Унгарија, но кој што народот го сака, така лесно со сите анкети што идеа во негов прилог, дозволи да падне од власт. И при тоа кај него нема некоја, како да ви кажам, некоја нервоза онака, дури не ќе ни да глуми нешто дека е нервозен. Океј, паднав, честито, ала ајде да ви видам се вас што ќе направи. А ќе се деси истото на Унгарија, што не се деси нас, кога падна Груевски од власт. Истото. Тие што ќе дојдат,
маме кебат, ќе дозволат се она што Орбан не дозволуваше да се направи, имајќи ги во предвид националните интереси. Овие се ќе направат од тоа и ќе предизвикаат страотни немири во Унгарија, и политички и социјални, затоа што унгарскиот народ не можеш така лесно да го ставиш да го зауздаш. Затоа што таму има и традиција, унгарците се националисти, и горди националисти, значи од унгарец не можеш да направиш некој неутрален по лев или полулев тип, со тоа што нели ќе им кажеш на 5-6 невладини организации медиумски да му го перат мозокот. Унгарија тоа нема да помине. Познати се нивните ставови за генерално левичарските идеологии, генерално за невладините организации, оние кои што работат на минимализирање на суверенитетот на државата, кои што работат на тоа, на поголема инклузивност на разни групици, групации, вакви или онакви. Поотпорни се на сите оние агенди, мрежи кои што работат на деградирање, компрометирање на националните интереси и кои што се залагаат за некоја си појма, неам, галиматија с држава која што претежно ќе почитува некои си бледолики европски закони кои што толерираат и дозволуваат се на штета на домицилните населенија на државите кои што се членки на Европската унија. Да не кажам тука за многу други работи што веројатно ќе бидат дозволени. Брисел многу повеќе да ги меша своите прсти во внатрешните односи на Унгарија, така што она што ќе се случува во Унгарија во наредниот година дена нема да биде ништо добро, а во контекст на она што го спомна меѓу редови господинот Иштван, најверојатно дека самата Европа ќе си има, не знам што е тоа, можам само да предпоставам, ама не ќе да се бавам со предпоставки, дека со самото тоа ќе има Европа, Европската унија доволно проблеми и преку глава ќе и досегнат тие проблеми што ќе мора да ги решава. А ја предпоставка моја е дека веројатно последица на тоа што ќе се случува во Европа ќе биде последица на ескалацијата на и степенот до кој што ќе ескалира воениот судир во Персискиот залив. Гледам вчера и Великден, нели обично треба јајцата сите да ги покажуваат на Facebook, вапцаните јајца, да се кршат со јајцата. А замислете, место претежно јајца да гледаме, ние ги гледавме хвалоспевите на социјалдемократите и на нивните приврзоци за тоа дека Орбан ги изгубил власта во Унгарија. Сулудо, просто неверојатно. На Великден највише постои имаше за Орбан што ги изгубил избор. И највише имаше она браво, така е, доста е, така му треба, сега Грујо у затвор. Највише вика, сега Грујо ќе мора да иде у затвор, тие што до сега треба да бидат 5 пати во затвор. И 5 пати и сум им кажал на овој, сум им порачал на ВМРО. Ако имате докази, уапсете ги веднаш, без око да ви трепне. Знаете на кој мислам, кој треба. А тие највише викаат Груевски, сега Орбан падна, сега Груевски до затвор. Груевски у затвор. Груевски преке договори сега аранжман негде на Маршалски острови преку некоја унгарска агенција, него што ќе иде у затвор. И да ви кажам нешто, следниот пут Груевски кој ќе се врати у Македонија, бидете сигурни дека нема да се врати за да иде у затвор, него ќе се врати затоа што ќе се врати. Ќе биде поканет јавно или тивко или нечујно да си дојде тука и да си тера еден нормален живот, нормално. И кога ќе се врати Груевски, секако еден ден ќе се врати. Нормално дека ќе биде далеко од политика,
100% сум убеден дека веќе со политика нема да има никаква врска, освен нели ако биде викнат на телевизија да каже некоја политичка анализа или ако во сенка советува некого без никој да знае партијата, се знае он чија провиненција е ВМРО ДПМН, но дека тој ќе излезе, ќе се активира во политиката, тоа не го очекувате, како што тоа не се случи со Бранко Црвенковски, како што тоа не се случи со оној Бугарашон, кој што му беше ветен мирен, слободен живот, исполнет со бизнис, со убава заработка, само ако вети дека повеќе никогаш нема да влезе во политика, што се испостави, арно, ама па сега имаме друг проблем со него, Бранко бар него нит го гледаме, ни го слушаме, ово исто Бучко, знаете, си останал позадина, после сите скандали што ги имаше, Тенковски делови, ово, оно, значи сите тие си остануваат по наредба, не може више да се во политика, да се активира, истото ќе биде со Груевски, и да се врати, најверојатно ќе си биде така, обичен граѓанин, со малце поише конекции, бизнис некој ќе си тера, ќе се појавува по телевизии, ќе пишува можеби некои колумни за некои портали. У затвор нема да иде. Доста си го лажете членството. Го лажевте од 2015 до 2017, после продолживте да го лажете до 2024. Доста го лажете членството. Утре да падне Вучич. После Орбан. Мицковски не паѓа од власт. Како да ви кажам? Не паѓа, значи не сте ни приближно у позиција Мицковски да отурнете од власт. Никој у Македонија. Значи сметајте, она што е логичното, логиката што вика, уште еден мандат на ВМРО од 2028 па натака, она логиката што вика, уште еден сигурно. Ама тоа е за сигурен, гарантиран, тука нема паѓање. А ја ви кажам, уште два после тоа. Ако не забегаат. Што нон-стоп им кажам? Немојте да забегаат. Немојте, ја им кажам, извинете претенциозно ако ви звучам, не ќе така да звучам, ама тоа го кажам само, како да ви кажам, од страв дека може еден ден да ни дојат овие социјалдемократија. Само заради тоа го кажам. Да не се будалите, владејте си, правите си чутенката, без големи скандали, без ова, без она. И немате гајле. Тоа сакам да ви кажам. И ово што е најгоре, Мицковски да се пази од тие околу него што се некој од нив тамо. Да не му направат будалаштина. Да му гурнат реномето, репутацијата, да. Тоа треба човек што е на власт да внимава. Само ние од блиску што викаат камено доаѓа, да не му се помочаат у супата, ништо друго. Ако си е чесен, ако си ова, ако си она, само тоа треба да пази. Од тие околу него, тие се најзајбани. Секогаш. Тој Шекспир го пишал у драмите. Сите овие што паднале во Шекспир у драмиве, кралевиве, што се сурвали у провалија, биле горе, сите ради некој близок. Ги наместил, ги онегил, ги подбуцнал ги, им пуштил бува, црв у глава да ги јаде, параноја да им направи, да забегаат. Тоа е се причите Шекспир, трагедиите негови наводници. Така да, ете тоа сакав да ви кажам во второто обраќање. Немате причини за радост, социјалдемократи, верувајте. Джабе се радујете. А Орбан си е друга приказна. Како го прават дона на филмовите што сме гледале со тие банани поголеми? Знаете на што мислам, бе, на моја мата? Ај сам ќе вежбам, да не ве замарам се со мојот тренинг. Чао.